Државата оди кон пропаѓање. Машкиот инфертилитет е доста зголемен. Начинот на живот кој што е исполнет со стрес многу, посебно меѓу младата популација, воздухот што го дишеме, храната што ја јадеме и водата што ја пиеме. И верувам дека тука треба државата да превземе нешто. За се повеќе се соочуваме со пациенти кои што доаѓаат за лекување на инфертилитет после 38-та година. Предвремена менопауза, односно прерана менопауза кај млади девојки дури во своји 20 години. Микропластиката игра огромна улога за појава на токму на оваа предвремена менопауза кај младите жени. А сексуално преносливите болести колку се присутни и колку може да влијаат? И те како може да влијаат. Многу често ги слушаме оние невкусни прашања во смисла зошто немаш дете, а кога ќе родиш дете, што правите уште и Тоа е многу болно. Генерално да. Кај нас што мене многу ми се допаѓа и јас тоа многу го поддржувам, што може самохрана мајка да се оствари како мајка со дониран семен материјал. Сурогат мајчинство, тоа го дозволува законот, имате ли такви случаи кај Да, вас? и се уште нема закон за машка индивидуа самохран родител, заради тоа што тука не е регулирано. Исто така тука би требало да биде побрзано. Да се јави маш некој Има, се распрашуваат и за тоа, се јавуваат и за тоа. Јас тоа го кажувам и на мојата керка, веројатно ќе ми се налути што сега зборам вакво јавно, и на мојата внука, дека на 28-29 години, доколку најверојатно и нема да се остварат како родители на таа возраст, како мајки, но доколку не се остварат, дека ќе им ги замрзнат јајните клетки. Добре дојдовте во Клиника за се. Јас сум Менчата на Соваточи. Македонија се соочува со драстичен пад на наталитетот, растечка неплодност кај младите и се поголема потреба од инвитро процедури. Но дали зборуваме доволно за причините? За отсуство од превенција, за недостиг од едукација, но и за општество што се повеќе се дели и живее во затворени кругови. Во денешната Клиника за се, мои гости се доктор Татјана Гуџарова, гинеколог акушер и субспецијалист за инвитро фертилизација, и Деспина Петровска, председателка на Сдруженијето До бебе по пат на инвитро фертилизација. Говориме за репродуктивното здравје, за демографската криза и иднината што веќе не стигнува. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. За 30% е намален бројот на новороденчиња во последната деценија. Дали ова треба да ни биде аларм за репродуктивното здравје? Иако сигурно тука има влијание и селувањето, предпоставувам, меѓутоа вие најдобро знаете. Да, јас мислам дека треба да биде аларм дури на 20% намалување на наталитет, а не само на 30%, значи државата оди кон пропаѓање, во тој поглед, во таа смисла. Тука, денеска ние говориме за причините за инфертилитетот, нели третманите за инфертилитетот, но на овој процент нели на инфертилитет може многу да се намали со правилна едукација, со многу зборење за проблемот, а не да тој проблем се третира како нешто срамно, како што досега се третира. Еви од Сдруженијето ќе го кажат тоа, како табу тема, и значи затоа бараме да бидеме нели дел од вакви емисии. Така, и да сме транспарентни. Зголемен ли е стерилитетот, процентот на стерилитет? Да, зголемен. Зголемен е инфертилитетот кај младите парови, тоа многу. Морам да приметам, барем во нашата клиника, но верувам дека и другите инвитро центри исто така ќе се согласат со тој факт, машкиот инфертилитет е доста зголемен. Најчесто тоа се должи, и тоа инфертилитет кај машка особа која што се појавува првпат во семејството, значи претходно немало такви проблеми во семејството, значи не се врзани со генетика, значи или со некакви наследни компоненти или со некакви наследни животни навики, туку врзани со нешто непознато, но тука би ги спомнала и начинот на живот кој што е исполнет со стрес многу, посебно меѓу младата популација, воздухот што го дишеме, храната што ја јадеме и водата што ја пиеме. И верувам дека тука треба државата да превземе нешто за да ги точно
издвои кои се причините за тоа и доколку може истото да се намали. Вие како здружение имате ли некакви податоци? Имате ли сознанија за ваквата ситуација? Ние како здружение ги имаме оние генерални податоци кои што важат за светско ниво, а тоа е дека се 40% проблемот кај жените, 40% е кај мажите, 20% е оние идиопатски или неопределени случаи кои што не се знае од каде е, и дека 1 од 6 лица на светско ниво се соочуваат со Тоа е некаква статистика. Тоа е некаква статистика која што важи за светско ниво. Меѓутоа, во нашата држава ние немаме национален регистар кој што би дал информации за колку всушност имаме ние потреба или колку има живородени деца од инвитро. Например, ги имаме само оние статистики кои што се од Фондот за здравство и кои што има таму колку се одобрени ваучери, колку не се одобрени, колку треба да се дополнат, меѓутоа тие се бројките, тие се 1500 на годишно. Во последните 3 години некаде не се влезени приватните инвитро. Да. Но исто така треба да влези во тој национален регистар и другите третмани за инфертилитет, не само инвитро постапките. Да, и донорскиот исто така треба да влезе. Да, и донорски, потоа ќе ни ги објасните третмани, со инсеминација и така натака. Значи, бројот што го издава фондот на ваучери на годишно ниво не е реалната слика на вистинскиот, значи на реалната слика на инфертилитетот во Македонија. Да. Не само затоа што доаѓаат нови генерации или нови генерации, но пак ќе речам и заради тоа што да цело време збориме младите парови, но се повеќе се соочуваме со пациенти кои што доаѓаат за лекување на инфертилитет после 38-та година. Сега проблемот за тоа веројатно е од социјална природа, нели, да се овозможи некаква економска стабилност, нели, да се чека, не се има реална слика за тоа дека репродукцијата, односно биологијата си ја врши својата дискриминација немилосрдно, и се, нели, мисла дека од кога ќе се заврши овој економскиот дел, финансискиот дел, дека сега сме во една постабилна фаза од животот, ете сега можеме да почнеме да размислуваме за деца. А часовникот отчукува? А часовникот некогаш и отчукал. Некогаш и отчукал, факторите надворешни исто така си имат, си го прават своето, и можам исто така да забележам и да тука, нели, да го спомнам тоа, и се како да ја наречам предвремена менопауза кај млади девојки. Значи млади жени со намалена резерва и така наречена поопшто да го кажам, предвремена менопауза, односно прерана менопауза кај млади девојки дури во своји 20 години. На што се должи? Што исто така не било, нели, не било во семејството пример, значи незината мајка или незината баба го немале тој проблем и добиле менопауза во нормални години, кога се очекува да се добие менопауза после 45-та година. На што се должи? Пак ќе спомнам, тука може да има генетски фактор во тоа, но односно причина за зголемениот број на вакви прерани менопаузи, јас сепак мислам дека е исхраната, сепак мислам дека е загадувањето, заради тоа што тоа и tekako влијае, користењето на пластика, кое што веќе микропластика имаме секаде и во секоја, значи, средина, и во земја, и во вода, во воздухот се надевам не, но сепак микропластиката игра огромна улога за појава на токму на оваа предвремена менопауза кај младите жени. Почвата ни е загадена и ќе биде загадена. Почвата е многу загадена, да, и не верувам дека постои некаде некој парче земја каде што тоа, нели, не, каде што таа почва не е загадена. Ова е нешто ново што го слушаме. Ова го забележувате во последните години? Во последните 10 години. Значи, ова го забележуваме. Значи, при нашата работа, секојдневната работа, за жал немаме национална статистика каде што тоа ќе се пријави, односно национален регистар кој што ќе се однесува на проблемите со репродуктивното здравје и репродуктивната медицина. Така да на времето имаше еден национален регистар, не знам, се надевам дека се уште постои, за сексуално преносливи болести, кој што сепак би рекла дека не функционира како што треба, за цервикални карциноми, а некако овој проблем се провлекува последните 10 години, претходно бил со многу помал процент во државава, се појавува. Сега веќе сега има голем замав
амбулантите се преполни со пациенти и треба можеби и да се превземе нека национална стратегија околу овој. Ако се сеќавате, изминатите години и невладиниот сектор предлага сексуално образование, Така а тоа значи и репродуктивно здравје во училиштата, ама имаше големи отпори кај родители, нели? Погрешна можеби пласирање на информација. Така е, погрешна перцепција можеби заради некои зборот сексуална информации. едукација беше несрекно одбран, можеби ќе Така. беше подобро да биде репродуктивна едукација, нели, да се користи термин за да не се појави таков револт кај родителите за тоа што јас мислам дека е неопходно да се размислува. А сексуално преносливите болести колку се присутни и колку може да влијаат? И те како може да влијаат, значи и на женскиот, но и на машкиот инфертилитет. Значи инфекциите директно ја погодуваат машката фертилност, машката репродуктивна моќ. Така да не се само женските индивидуи кои што страдаат од последици од сексуално преносливи болести, ние сме повеќе фокусирани према ХПВ-то како сексуално пренослива болест, заради тоа што предизвикува најсмртоносна последица, нели цервикалниот карцином, но со појавата на вакцината веќе постои на светско ниво дури и до комплетна ерадикација на овој вирус и веќе и да нема, например, некои држави објавуваат и непостоење на цервикален карцином во нивните држави. Но тука пак повторно кај нас ги забораваме и останатите сексуално преносливи болести кои што можат да предизвикаат неплодност и кај жената, неплодност и кај мажот, токму поради нелекувани инфекции, нетретирани или пак инфекции кои што се во субклинички се појавуваат, кои што не можат навремено да се откријат, најчесто кај младата популација, и младата популација дури и да има некакви симптоми, нели, самата младост не прави страв за да оди да бара помош, а последиците после тоа ги чувствуваат. На кое ниво ни е едукацијата? На кое ниво е едукацијата? Еве, во Сдруженијето се среќавате, нели, со членки ваши, членови? Да, ние еве ќе спомнам дека секој месец всушност организираме кафе средби како здружение, таму членовите или оние кои што сакаат да присуствуваат може да дојдат и тоа е еден вид на група на поддршка и таму добиваат бесплатна консултација. Доктор Татјана ни е чест гостин на тие кафе средби, каде што таму ја увидуваме и онаа потреба за едукација, затоа што навистина луѓето ги немаат оние основни информации. Кога треба да се оди на гинеколог, кога треба да се посети IVF специјалист, кои документи им требаат за IVF процедурата и така натака. Тоа се оние основни информации на кои што им требаат. Кои што можеби многу порано треба. Можеби многу порано, затоа што ние гледаме дека веќе луѓето кои што се во онаа возраст, ајде да речем над 35 веќе првпат се соочуваат со некои информации дека треба да одат на IVF процедура, а ако би имале информации навремено би можеле да направат поинформирани избори во иднина. Од таа причина ние сакаме заедно со доктор Татјана и со уште некои специјалисти да направиме еден приречник каде што таму ќе бидат содржани сите оние информации кои што им се потребни на луѓето за да може да направат информирани избори понатаму или да ги имаат оние информации, па нели кога ги имаме информациите, изборот понатаму останува на нас, меѓутоа знаеме што треба да направиме понатаму. Така да Се размислувале за кампањи, ако кампањите треба да се на национално ниво, треба да ги прави министерство. Ние генерално со овие кафе средби ние да речем еден вид на кампања и од поскоро време почнавме да излегуваме и надвор од Македонија во другите градови каде што навистина увидовме дека има потреба од стручна помош, од стручни совети, од информации, затоа што многу луѓе едноставно или не размислуваат на таа тема или немаат достапност на оние информации кои што им се потребни за понатаму, ајде да кажам. Кога ќе се соочат со проблемот? Или им е срам да прашаат. Или им е срам да прашаат. Зошто не се зборува јавно? Зошто? Јас исто така се прашувам, еве ние често пати сме го разговарале тоа, нели, на тие кафе средби, дека и тие кафе средби се со тоа да се разбие таа табу тема околу инфертилитетот, дека тоа не значи дека си помалку жена или помалку маж, заради тоа што не е до тебе. Значи не е причината во тебе, туку е причината нешто сосема друго. Тоа е исто така еден вид на патолошка состојба или да речеме болест за која што треба да се бара лек и решение. Но исто така, ова е
ова е болест до која што може би во некаде 40% од случаевите не би дошло ако навремено се реагирало, ако имале доволна информација, ако навремено се реагира, ние и Сдруженијето, исто така и преку стручните здруженија, одиме по Македонија за едукација на матичните гинеколози, за тоа како да се однесуваат со младите девојки, во која возраст, за што да разговараат, што да предлагаат да се направи како испитување, или нели за тоа треба матичниот гинеколог отворено да зборува со една жена која што ја надминува 30-та година, односно нели после 32-та година се уште нема пород или бременост, дека нормално тој е индивидуален избор. Некогаш и некој и сосема е во ред да одлучи и да не сака, значи, но да има информација, да добие таа информација првично од својот матичен гинеколог, затоа што сепак е тој првиот интимен и доверлив лекар, и да знае што да прави понатаму доколку во моментот нема партнер, нели доколку во моментот не е во таква финансиска состојба да се гледа себе си како родител, заради тоа што навистина е тоа проблем. Тоа обично со моите пациенти кога го зборувам го гледам тоа, да, и они ми го кажуваат тоа дека не сум сега во состојба да бидам родител, нели? Од финансиски аспект. А предрасуди има, претпоставувам? Многу. Како се рефлектираат? Многу има предрасуда, ние доста често слушаме, еве затоа што ние сме, нели, здружение само насочено кон пациентите, многу често ги слушаме оние невкусни прашања во смисла зошто немаш дете, а кога ќе родиш дете, што правите уште, и генерално тоа е многу болно. Генерално да, тие се прашања кои што се насочени па само кон жените, затоа што ова се смета како женски проблем да е само, и мажите некако се изоставени или воопшто никој не ги прашува нив, а многу од тие прашања и мене ми имаат некогаш прашано, а кога ќе родиш дете, а сега зошто уште немаш, па што правите вие, зошто патувате, зошто имате кучиња, зошто, и многу зошто има во тие предрасуди. Да, многу често кучињата се спомнуваат, кучињата, миленици. Кучињата се спомнуваат, меѓутоа и тоа не е само тоа не се само од предрасудите, генерално има и предрасуди насочени кон пример психолошкото насилство, тоа е еден вид на, нели, тоа се коментарите кои што ги читам или кои што им се насочени. Имаме се соочуваат со насилство во смисла во работната, кога се во работен однос, па се во инвитро, па дали да кажат, па дали да не кажат. Да, и тука има проблем, така е. Стигмата кон жените генерално е молчењето околу темата. Ние имаме еден податок од Светската здравствена организација пред малку што излезе дека 36% од жените пак се соочуваат со насилство од својот партнер заради тоа што се, нели, што не може да има дете. Така да предрасудите ги имаме многу. Пробуваме ние како здружение да ги скршиме, да излеземе од таа тема, од тие рамки на табу тема за репродуктивното здравје и за, нели, асистираната репродукција. Меѓутоа навистина постојат и ги слушаме доста често и се болни прашања за да ги слушнеме, и навистина дури јас кога некој ќе ме праша, дури знаете некако се сепнувам затоа што некогаш и немаш одговор на тоа прашање или чувствуваш дека треба да му се оправдаш на некој зошто немаш или кога ќе сакаш да имаш дете. А не е негова работа. А не е негова работа, да. Мене ми се случило дури, например, мои пациенти бивши со успешно инвитро и со деца да во парк не се поздрават со мене за да не ги видат луѓето дека нели се знаат со мене. Така да и тоа ќе го споделам, значи како еден Деспина знае за тоа. За еден момент кога јас се најдов некако, како да кажам, збунета и засрамена, нели, од својата професија. Не, од целиот тој однос. И после тоа исто така коментар од друг пациент, па знаете да не поврзуваат луѓето со вас, пошто сите знаат вие со што се бавите. И исто така викам, па се надевам не се бавам со нешто срамно, да. Така да, изненадувачки, но тоа го има, тие предрасуди дека има кај нас, токму тоа што кажа Деспина, ама сега и по социјалните медиуми излегоа и јавни личности кои што биле изложени на такво вербално насилство, зашто немаш деца, зашто шеташ кучиња, значи и тоа е многу болно и тоа е многу страшно, мислам. И луѓето стварно си дозволуваат да се мешаат онаму во туѓи животи. Во туѓи животи и да предизвикуваат таква болка со тие прашања, а можат, нели, доколку навистина сакаат да помогнат, тоа да го направат дискретно и да го направат на вистински начин. Или да пренесат вистинската информација до тие луѓе. И пораката. Да.
Има ли можност да се превенира, например, кај намалениот број на јајцеклетки или пак и мажите, ако дојде до таква ситуација? Значи, има можност. Ние и сега тоа ќе го ставиме во брошурата, пошто токму и тие информации сакаме да ги ставиме во брошурата, токму да ги заштитиме и жените кои што се не знаат дека им е намалена оваријалната резерва и дека ќе се соочат во некој извесен временски период со прерана менопауза, би сакале да допреме нели и до мажите, затоа што може да се замрзне репродуктивниот материјал, значи жените јајните клетки, а мажите семениот материјал. Например, доколку една млада девојка оди редовно на гинеколог и гинекологот е обучен. Тоа сакам да ве прашам, да. Обучен за да како би одела таа процедура, како да знае. Така е, доколку би одела редовно на гинеколог, покрај редовниот ПАП кој што е нели потребен скрининг за превенција на цервикален карцином, да се прави вагинален ултразвук, значи многу е едноставен начинот на гледање дали е бројот на тие фоликули или бројот на тие поопшто да кажам јајни клетки се гледаат и со при вагинален ултразвук, и доколку гинекологот знае кога, во која возраст, кое испитување доколку му е сомнително, значи дека има помал број на тие антрални фоликули, да ја упати пациентката на дополнително испитување што ќе точно одреди оваријалната резерва и да поразговара со таа пациентка дека доколку на пример не планираш да се деси бременост во наредните 1 или 2 години, тогаш замрзни ги јајните клетки за да не помине тој интервал кога било најповолно за нејзе и да замрзне најздрави јајни клетки, што понатака ќе донесе живот и ќе донесе здрав пород. Исто така, значи што е друго? Сега гледам некако со некои скромни чекори и тоа се случува. Млади луѓе се соочуваат со онколошки проблеми, со хронични имунолошки проблеми, каде што треба да примаат терапија што директно ги погодува јајниците, кај жените зборам, или пак тестисите кај мажите. Значи директно ги погодува создавањето на полови клетки. Треба покрај гинеколозите и останатите дејности, онколози или други дејности кои што диагностицирале таква состојба кај тие млади луѓе, да ги советуваат да замрзнат материјал пред да почнат со терапија. Зашто многу од таа терапија делува уништувачки на продукцијата на здрави јајни клетки. Така да и да, например, после хемотерапија кај онколошки случаи, многу ретко доаѓа до опоравување, за да посетат тие јајници, ќе продолжат со работата, ќе продолжат со произведување на јајни клетки, но тие јајни клетки не се генетски здрави за да дадат здрав пород. Кај некои пациентки и доаѓа до бременост, да речеме, после таа хемотерапија, но тие се ретки, а повеќето се соочуваат со инфертилитет поради терапијата. И добро е на тие пациенти да им се советува од страна на нивните лекари, онколози или интернисти да си замрзнат јајни клетки или пак кај машките особи да си замрзнат семен материјал пред да ја започнат терапијата. Ова треба една општа едукација, не само на населението, туку и на стручните лица. Стручната фела треба едукација да се направи, за да се навремено информираат пациентите. Одиме со рубриката Совети, па се враќаме во студиото. Што представува МБСТ терапијата? МБСТ терапијата е терапија со магнетна резонанца. Сите знаеме примената на магнетната резонанца во дијагностика, односно во создавање на слики од човечкото тело, но сега постои германска технологија со помош на која магнетната резонанца се користи во лекување, односно во терапија на разни состојби. Кај кои пациенти најчесто се препорачува оваа терапија? Оваа терапија може да се примени кај голем број состојби и нарушувања во мускулоскелетниот систем и нервниот систем. Како што се, например, кај остеоартритис или артроза, кај што постои посебен програм која третира рскавицата во зглобот. Постојат и други протоколи и програми за третман на меѓупрешленски дискус, значи тоа е кај пациентите со дискус хернии кои што имаат проблеми во вратниот, градниот или лумбалниот дел, значи од орбитниот столб во половината и крстот. Постои програм за третман на коската, тоа е така наречениот остеобон програм, кој се применува кај состојби по
кршеници на коски, каде што ја стимулира така наречената остеогенеза, односно репарацијата на самата коска, побрзо зараснување на коската, но овој програм исто така може да се применува и кај пациенти со остеопенија и остеопороза, каде што е намалена коскината минерална густина, при што исто така е научно докажано дека ја зголемува коскината минерална густина. Постои програм за третман на промени на периферните нерви. Тоа е програм во трајање од 9 часа, кој што се применува кај состојби по повреди или невропатии, кои што може да бидат некои идиопатски или пак невропатии предизвикани од некои други состојби во склоп на некои други заболувања и состојби. Што може да очекува пациентот за време на оваа терапија? Терапијата со МБСТ или со нуклеаромагнетна резонанца е сосема пријатна, удобна, комфортна за пациентот. Пациентот лежи на еден кревет, се поставува во одредена позиција каде што треба да делува полето на самата магнетна резонанца. Тој удобно лежи околу 1 час, не чувствува ништо. За време траењето на терапијата може да чита книга или да слуша музика или да одспие, да се релаксира. Не чувствува ништо. До сега не се пријавени несакани ефекти од примената на МБСТ терапијата. Постојат одредени апсолутни релативни контраиндикации на кои што треба да внимаваме, но во принцип ова е сосема безбедна и неинвазивна терапија. Која е најважната порака до луѓето кои долго време трпат болка и мислат дека операцијата е единственото решение? Секако дека операцијата не е единственото решение. Ние како физијатри секогаш се трудиме да се обидеме да го решиме проблемот на пациентот со конзервативен третман. Има можност за примена на голем број физикални модалитети покрај МБСТ и многу други кои може да се комбинираат со оваа терапија. Се враќаме назад во студиото, доаѓа до моментот кога се бара стручна помош, односно кога се бара инвитро процедура. Државата, новото законско решение сега овозможува од годинава. Ми се чини дека од 3 на 6 од претходната, од 3 на 6. Да, издружението директно се избори за тоа, да. Да. Верувам дека е од притисок на здруженијето, ама сигурно имаат увид и во ситуацијата колку се намалува бројот на новороденчиња. Зголемен ли е бројот на овие инвитро барања во последните години? Процедурите во каква состојба најчесто доаѓаат? Дали имало ситуации кога им кажувате дека требало нешто да се направи претходно? Па да, за жал, сега процентот на успехи од инвитро постапката не е магичен третман, не е магично стапче. И процентот на успех се движи, значи збориме за инвитро, тоа е позитивен тест на бременост. Процентот на успех се движи некаде на светско ниво од 30 до 50%. Од кои што 30% од тие инвитро процедури ќе дојдат до здрав пород, односно до бебе во термин, до здраво бебе, нели? Така се вика, до бебе во раце. Така да и процентот, значи на светско ниво, а исто така тука како одрасли на тој и таа статистика и кај нас важи, не е магија и не е 100% успешно. Каде е тука, да речеме, недоволната информација кај тие пациенти што веќе стигнуваат на инвитро, што мислат дека веќе кога ќе почнат низ процесот дека и готово завршена е работата, имаме успех и тоа е тоа. И тука настануваат тие, да речеме, разочарувања, проблеми, така е. Шетање од клиника до шетање од една болница. клиника на друга клиника, од еден доктор до друг доктор, стресни ситуации, веќе и анксиозности после тоа, значи и така да многу други последици кои што се надоврзуваат на тоа, на посебно кога е негативен исходот од инвитро процесот. Да, ама нормално кога ќе дојде пациентот, не можеш да му кажеш
си требал порано да дојдеш или си требал да направиш тоа и тоа. Тоа не треба ние на пациентот да го кажеме, туку треба да кажеме на општата популација и на стручната фела, за да не дојде до таа состојба. Но да, се соочуваме и со такви парови каде што треба некогаш и болната вистина да се каже дека уште од почеток, уште од пред да се обидат со инвитро процес, дека не очекуваме успех и дека или треба да се откажат од таа идеја или да размислуваат за нешто друго. Има ли некои измени сега? Може ли процедурата, самото инвитро, нели процесот да ни го објасните? 2001 колку што се сеќавам се случи прв пат кај нас. Така беше сега клиниката кога за се гинекологија, 78 е 78 првото дете. Значи првото инвитро на светско ниво е направено 68 година. Сега баш ни презентираше вакво доктор Валентина Сотировска, се прв пат во Македонија се формира издружение на ембриолози на ниво на Република Македонија, кои што они се срцето на еден инвитро процес, инвитро лабораторијата и ембриолозите. Тие се, според мене, како гинеколог, не ми е тешко да кажам дека тие се тие кои што го создаваат животот, како што се, нели, дека се првите дадилки на вакво или има ли пак... сега нешто, сигурно е технологијата, медицината, технологијата отиде на напред од 91 па до сега. Од 91, тоест поточно 96 од кога е откриена икси методата и од кога е почната и криопрезервацијата, мислам дека не многу мали се вариациите кои што може би во подобрување на опремата, кои што ќе ги, значи што е инвитро процес? Инвитро процес е кога јајната клетка и сперматозоидот ќе ги оплодиш во лабораторија, тоа што треба да се случи во телото. И лабораторијата тие бебиња, бебе оде провете. Бебе оде провете, така. И таа лабораторија всушност треба да представува матка, нели, каде што тој процес се одвива. И сето тоа е, значи, целата технологија, значи, напредок во технологијата во репродуктивната медицина е тоа што подобро да ги имитира тие услови на матката. И значи, самиот процес, додека се стигне до јајните клетки, кој што е вадењето на јајни клетки е, да речеме, инвазивен процес, заради тоа што тоа е со пункција, не се остава материјал надвор од телото, туку треба да се земе материјалот од телото по инвазивен пат, односно со пункција со игла. Така да тоа е и целата тежина на болен процес и психолошки болен процес пред се, заради тоа што и се прави под некоја краткотрајна анестезија целиот процес, но пак е речам дека психолошки процес кој што е најголемиот товар го има жената. Независно која е причината за инвитро процесот, најголемиот дел психолошката тежина е на двајцата, мислам, во тој процес. Но најголемиот товар го носи жената. Товар во смисла на своето тело и на физичкиот товар на своето тело го носи жената. Она е подложена на хормонална терапија, подложена на вакви инвазивни процедури, подложена, нели, после тоа и на кога ќе се случи бременост и на супортивна терапија, која што дополнително ја прави таа бременост поризична и потешка. Значи, подолго време изложена на посилна хормонска терапија, која што понатака може да го зголемат и ризикот и од други заболувања кај жената. Така дека тие жени секогаш препорачуваме по интензивен скрининг за сите останати хормон зависни, значи, тумори што може да се појават. Кога ја спомнавте веќе терапијата, таа е на позитивна листа, има ли тука проблеми? Генерално нас како прва цел ни беше промена на законот, меѓутоа тоа не значи дека ние сме ги решиле сите проблеми со промена на законот од 3 на 6 ваучери. Постојат и други проблеми, како што го спомнавте, и терапијата, значи финансискиот товар и трошоците кои што ги сносат пациентите, затоа што, например, прогестеронската терапија е исто онаа која што не е на позитивна листа и која се користи и за луѓе кои што се и со повторни абортуси и со ризични бременности. Така да исто така би спомнала дека листата која што оние лекови кои што се на листа се застарени и ги нема кај нас и затоа треба да луѓето да ги купуваат приватно. Нели не е ажурирана таа листа од кога што за одржување пред се на бременост, но за инвитро процесот генерално некаде 80% е покриено.
да речеме можеби 90% во самиот инвитро процес за Да, во самиот, меѓутоа, постојат и оние кои што не се, например, ние имавме ветување од директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски, ние имавме ветување дека антикоагулантската терапија, тоа е фраксипарин и клексан, дека ќе видат на позитивната листа, меѓутоа тоа беше во октомври лани, меѓутоа се уште не е остварено тоа ветување и се уште луѓето со рефундација ги земаат тие, а тоа се оние, тоа се терапии кои што ги користат луѓе кои што се во инвитро процесот, кои што ги користат луѓе постоперативно, кои што имале некои зафати, затоа што на пример ако тргнеме да го гледаме процесот по кој што треба да се рефундираат тие пари, оние кои што имаат и ризични бременности исто така ги примаат, тие треба да одат на специјалист 2 пати или еднаш месечно, па треба специјалист, да, мене на пример тука би го спомнала тоа, како проблем во македонското здравство, двоење на приватно здравство и јавно здравство. Значи, таа пациентка која што направила инвитро во приватен центар, што работи со фондот, значи веќе тоа не е приватен центар, туку дека 8 центри во мрежата, во мрежата, значи на јавното здравство и за одредена терапија, за да биде после тоа рефундирана, треба да одат директно во јавно здравство за да добијат за да ги поднесат, да добијат на пример Тоа не е регулирано. Тоа не е регулирано, да добијат потврда од специјалист во клиника, на пример, односно во терцијарна установа, кој што специјалист, на пример, не се бави со инвитро процес и не ги разбира проблемите. И тука настанува проблем. На матичен гинеколог треба да додат каде што треба да им пише дека ја аплицирале таа терапија, а ние сами дома си ја боцкаме таа терапија, никој не, нели, пошто не можеме оние кои што се постоперативно или со ризични бременности додат еднаш или 2 пати. Постојат луѓе кои што нели, многу еднаш или 2 пати на ден треба да ја примаат таа терапија, така да тоа со прогестеронската терапија и со овие процедури кои што треба да донесат до рефундирање, каде што, ако не се лажам, 40% од сумата беше за фраксипаринот, 70% од сумата беше рефундација за клексанот и 10% се задржува за партиципација. И со сето ова, значи имаме прогестеронската терапија, го имаме ова и имаме, например, доста често знаеме да сретнеме и некои прегледи кои што кај матичен гинеколог не треба да се наплаќаат, се наплаќаат и сето ова го сместуваме во еден домашен буџет на луѓето кои што поменуваат веќе низ инвитро процесот, а тоа може да биде некогаш и по 5 години, по 8 години, по 10 години, да, така. Генерално тие работи не се средени како што треба и ние ставаме голем акцент на оние системски промени кои што навистина требаат. И националниот регистар пак би го спомнала тука затоа што толку потребен. Да. Толку е потребен, да, затоа што на светско ниво е 1 од 6, меѓутоа 1 од 6 лица, меѓутоа кај нас пошто немаме реална слика, можеби е и многу и повеќе од што на национално ниво, така да тоа се некои системски промени кон кои што се трудиме да ги смениме. Иако главната цел како здружение е промена на барате, се обраќате во министерство? Така? Да, затоа што сметаме дека соработката со институциите и со ние како здружение може да доведе до политики кои што ќе имаат, како да кажам, ќе имаат позитивен бенефит. Позитивен, да, и позитивен исход врз информирањето, врз превенцијата на демографијата, која што нели, затоа што не можеме да збориме за демографија ако не го спомнеме и репродуктивното здравје како такво, а генерално голем дел од организациите кои што се бават со ова ги спомнуваат само контрацепција и бременост, меѓутоа идната плодност е дел од репродуктивното здравје. Да, многу малку. Дури и ние новинарите многу малку сме се среќавале со оваа проблема. Да, ние сме единствено здружение во нашата држава која што се бави со поддршка и промена на условите за оние кои што се соочуваат со репродуктивни предизвици, така да соработуваме со институциите затоа што навистина тие политики се многу битни за да понатаму имаме ние, како да кажам, едно општество каде што ќе имаме ефикасни политики, каде што ќе може да се креираат и здравствени услуги и ќе имаме проценти на реална демографска состојба во нашата држава. И верувам дека тој притисок треба да се прави, ние заедно го правиме стручната фела со здружението, бидејќи сме тука на иста страна. Мислам и лекарите и пациентите и многу и соработуваме токму заради тоа да се направи вистинскиот позитивен притисок врз институциите, заради тоа што многу луѓе кои што се во Министерството за здравство и не се запознаени со тој проблем. Се додека директно не си соочен со тој проблем или некој твој близок, не можеш да знаеш колку е тоа раширен и колку е тоа тежок
трошок за таа индивидуа или за тој пар што поминува низ тој процес. Да, тука сме и ние новинарите за тоа, Така, за да. тоа што е тоа Да. работа за која што треба да се зборува. Сакам да ве прашам, има ли ограничување со возраста? Се јавуваат ли постари жени, сами жени, жени кои што не се во брак? Така, значи кај нас по устав нема ограничување на возраст на жена која што може да направи инвитро. Секој центар има свое право, нели, да одлучи до каде ќе стави граница, возрастна граница, заради тоа што нашиот центар, значи, става граница до 53 години, заради тоа што после 53-та година нели, плюс минус 1 или 2 години, може да биде многу ризично по здравието на таа жена. Сега веќе границата, старосната граница е поместена, со поместувањето на старосната граница и самата квалитет на живот е подобрен и поместен, така да една жена во 40 години, кога порано се сметела дека не може да раѓа заради тоа што нели веќе телото е истрошено и не може да ја носи бременоста, сега веќе жените имаат поквалитетен начин на живот, нели подобра превенција, подобра медицинска нега, така да може да се износи без никакви проблеми бременоста во своите 40 години или рани 50. Но после тоа во втората половина од 50-тите или како што гледаме нели како сензацијски вести се споделуваат над 60, тоа според мене биолошки не е во ред, односно јас го ризикувам здравието на таа жена. Нормално дека таа секоја жена нели сака да се реализира и таа сака да се реализира и тогаш и се ово има можност тоа да го направи, но треба многу добро да биде информирана за тоа какви импликации може да има тоа врз нејзиното здравје. Исто така, значи по закон во Европа како се зема? Се зема минус 18 години, барем по европските закони, минус 18 години од годината кога оди жената во пензија. Што тоа значи? Дека до 18 години таа жена треба да е работоспособна и да го финансира и да го храни нели тоа дете. А доколку оди во пензија и например она направи инвитро на своји 55 години, тогаш веќе тоа дете после својата 9 или 10 година може да биде на терет на државата како социјален случај. Да, така да во Европа е некаде старосната граница 47 до 45. И да, најмно до 43. Тука има отприлика. Кај нас е зависи полиберално, кај нас што мене многу ми се допаѓа, и јас тоа многу го поддржувам, што може самохрана мајка да се оствари како мајка со дониран семен материјал. Значи и ние сите инвитро центри работиме со банки. Има доста, заради тоа што многу жени трудејки се нели да се остварат себе си и во кариерата и да постигнат нели и на друго поле успеси, не стигнале да најдат партнер. Но сепак се способни и силни и можат да бидат самохрани родители. И тоа навистина го поддржувам и тоа многу ми се започит. И тоа е многу започит и тоа се навистина посебен вид на луѓе и на жени кои што ми е секогаш многу пријатно да комуницирам и да разговарам со нив. Така да имаме либерални закони, не дека не. Имаме ние генерално многу либерални закони. Ние сме како здружение членки на Fertility Europe, тоа е една европска организација и јас сум заменик член на управниот одбор таму и имаме нели допир со споделување на информации. Ние сме меѓу ретките земји кои што имаат либерални закони. Затоа што како член на Fertility веќе директно и учествувам во одлучувањето на некои политики, па сите информации кои што ги имаме се дека нашата земја ги има либералните закони во однос на сама жена може да имаме сурогат мајчинство, имаме дониран анонимен донација со анонимни донори, имаме постхумна репродукција под одредени услови дека може, меѓутоа на пример и не мора да се во брак. Во многу европски земји, дури и блиски на нас, мора да бидат во законски брак за да може да остварат инвитро. На пример во Хрватска сама жена може да има да биде во процесот на инвитро само доколку има медицински причини за тоа. Во Австрија на пример сама жена не е дозволено да има инвитро дете, мислам да роди дете самохрана биде, така да ние за тоа сме генерално многу либерални како легислатива ги имаме, да. Одиме повторно со рубрика совети, лекари и фармацевти даваат совети.
Кои се треба да земаат пробиотици? Пробиотиците се живи корисни бактерии кои што се од исклучителна важност за функционирањето на дигестивниот систем. Пробиотиците се од особена важност за секој организам. Кај нив немаме ограничувања за кого се наменети и како ќе биде дозирањето. Наменети се од првиот ден на раѓање, односно новороденчиња, па се до оние деца во предшколска, школска возраст и секако возрастните до најстарите лица. Предозирање со пробиотици не можете да направите. Секој пробиотик има различни пробиотски култури. Тие имаат своја намена и подобност каде и како помагаат. Кои се треба да земаат пробиотици? Присуството и употребата на пробиотски суплементи е од исклучителна важност. Зошто? Затоа што цревата се лесно пермеабилни. Сите штетни и несакани материи, сите токсини, сите патогени агенси и бактерии лесно можат да пенетрираат од цревата во крвотокот. Кога нашиот организам го бустаме со пробиотски култури дополнително, тогаш веќе ние го штитиме. На тој начин и го градиме и имуниот систем да биде уште посилен и уште поодбрамбен кога имаме патогени состојби. Какви видови на пробиотици имаме кај нас? Пробиотски култури за новороденчиња кои што се даваат од првиот ден на раѓање. Потоа имаме пробиотици за децата во предшколска возраст. Истите се во форма на прашак и се доста прифатливи од страна на децата затоа што вкусот е прилагоден, лесно се растворат во вода и во сокови или овошни пиреа. Со самото тоа немаме онаа нелагодност и неприфаќање од страна на дечињата. Другата форма на пробиотски култури е за децата во школска возраст. Тие се во форма на ориблети со природни овошни вкусови кои што се чвакаат. Се дозираат еднаш дневно, што е сосем доволно за редовна употреба. Имаме специјална формулација на пробиотици која што е наменета за женското здравје. Истата е збогатена со пробиотски култури кои што се битни за вагиналната, односно женската микрофлора и збогатени со екстракт од брусница како силен антиинфламаторен агенс во борбата со уринарни инфекции. Она што е поразлично од сите други е присуството на мултивитаминските препарати за трудници и доилки, каде што провен пробиотиците ги имаат збогатено и со пробиотски култури. Тие се единствени на пазарот и со огромно задоволство ги нудиме на нашите потрошувачи, затоа што придобивките се огромни од употребата на пробиотици, поготово кај трудници. Провен пробиотиците имаат формулирано пробиотик за една посебна група на потрошувачи, а тоа е провен кардиобиотик. Покрај пробиотски култури во својот состав содржи B1 витамин, кој што е од исклучителна важност за заштита на срцевиот мускул, на миокардот. Еден од поважните специфики во провен портфолиото е психобиотикот, односно провен Mindlix. Покрај пробиотските култури, кои што ги содржи во висок процент, содржи и L-глутамин. Сите клинички истражувања покажуваат дека со редовната секојдневна употреба на провен Mindlix имаме значително подобрување и олеснување на симптомите кај децата со аутистичен спектар. Спомнавме пред малку сурогат мајчинство, тоа го дозволува законот, имате ли такви случаи кај вас? Да, или поточно гестацијски носител се вика според нас, кога значи, жената поради медицински проблем не може да го носи, да ја носи бременоста поради некое општо заболување или поради заболување на самата матка или генетски поради недостаток на матката, односно едноставно не се развила воопшто, таа матка тогаш може по закон да побера гестацијски носител, тоест сурогат мајка или сурогат жена која што ќе го носи тоа дете. Значи, исклучиво поради медицински причини, не поради желба на пациентот. Поминуваат низ комисија при Министерството за здравство, но сега што е проблемот тука? Тешко се наоѓаат гестацијски носители, освен ако не биде тоа близок член на семејството, не можат и тие сурогат односно гестацијски носители треба да исполнуваат одредени критериуми за да можат да добијат дозвола од Министерството за таква
процедура. Има пациенти кои што не можат да стигнат, не знаат како, немаат блиски, нели, членови, блиски луѓе, не знаат како да стасаат до тие гестацијски носители. Прашуваат ли кај вас? Многу често се случува да прашуваат и поради тоа што после подолго време не можат да најдат таков гестацијски носител, се упатуваат самите во странство. Тоа е Украина е позната за тоа, за бременост со гестацијски носител и нели со донирани јајни клетки, иако и кај нас е тоа дозволено. Кој што е финансиски исклучително голем трошок за тој пар и каде што можат многу едноставно и лесно да дојдат до таа сурогат мајка, веројатно заради тоа што се е финансиски подкрепено, односно самиот пар плаќа. Законот дозволува или тоа се прави Не илегално? дозволува законот кај нас да се плаќа. Не, прашувам за таму. За таму најверојатно дозволува, колку што ги имаме информациите, законот дозволува. А кај нас има некоја, мислам дека како 3 просечни плати, 3 просечни плати и треба да се платат оние трошкови кои што се, и мислам дека имаше нешто во законот дека може некоја да си плати до користи 100 евра, меѓутоа не сум со тоа што да користи уредување. така, но кај нас никој, сепак да бидеме искрени, и за донор на јајни клетки и за сурогат мајчинство никој не би сакал тоа да го направи без да има финансиска надокнада, нели, за тоа. Така да е невозможно да се направи. Се замрзнуваат ли јајце клетки? Да. Чувате кај вас во клиника, другите останатите сите? Точно така. Секој инвитро центар има право да замрзнува јајни клетки на своите пациенти, да замрзнува семен материјал на своите пациенти, значи на машките индивидуи, или да замрзнува ембриони на тој пар или на таа жена. Жената како самохран родител има доста вакво бенефити, но, например, се уште нема закон за машка индивидуа самохран родител, заради тоа што тука не е регулирано. Исто така тука би требало да биде побрзано. Да се јави маш некој што Има, се распрашуваат и за тоа, се јавуваат и за тоа, но објаснуваме дека не може, мора да си најде партнерка за да може да се оствари како родител, па потоа да постојат и други законски регулативи на тоа како би се решило нивното родителство, затоа што кај нас, например, не постои сурогат мајчинство за самохран машки родител, сепак таа жена треба да се води како мајка на тоа дете. Додека пак, мислам дека поточно и донација кога би се правило на сперма за самохрана мајка, сепак тој донор, ако не е од банка, или ако не е анонимен, ако е тој познат на жената, сепак мора, односно по закон, е родител на тоа дете понатака. Значи тука некои работи може би треба да се доформулираат некои. Треба да се доформулираат, доколку нормално има интерес за тоа да се доформулира, а точно со замрзнување на јајните клетки ќе зачува својата репродуктивна иднина. Таа млада жена која што поминува 30-та или 30-та година или пак помлада се соочува со предвремена менопауза или се соочува со некоја болест која што може да се излечи болест, но понатака би имало последици по репродуктивното здравје. И препорачуваме и имаме такви пациентки кои што си се информирале сами за тоа што треба да направат, си ги замрзнале јајните клетки, дури имаме и пациентки што веќе и после тоа, веќе поминало 5 години после таа терапија, веќе се остваруваат и како родители. Да, јас би се дополнала тука со докторката, затоа што јас доколку не би била можеби во здруженијето и не би ги имала сите овие информации, скоп на околности па и сум, па еве знам дека веќе планирам и да замрзнам затоа што нели се уште не сум се остварила како мајка, па веќе имам 32 години, па сега планирам и да замрзнам, меѓутоа ја имам таа информација дека навистина треба. Можеби да не бев во здруженијето и немаше да дојдам до тие информации, меѓутоа знам кои се реперкусиите за понатаму, нели, како пред се како жена која што има одредени години, нели? Јас тоа го кажувам и на мојата керка, веројатно ќе ми се налути што сега зборам вакво јавно, и на мојата внука, дека на 28-29 години, доколку најверојатно и нема да се остварат како родители на таа возраст, како мајки, но доколку не се остварат, дека ќе им ги замрзнат јајните клетки. Добро, ајде сега од другата страна да прашаме, може ли се злоупотреби на женски јајце клетки? Мала држава сме. И те како. И токму заради тоа е потребен тој национален регистар. Да. За да не дојде до злоупотреба. Да. И сме биле сведоци, нели?
излегувале такви били скандали, така е. каде што дури и клиники во Македонија биле инволвирани во такви. Имаше и продажба на Така е, така е. Значи, тој е строго регулиран процес. Нормално центри кои што работат легално и како што треба. Значи, тоа се строго регулирани договори, правно издржани договори и исто така со тие клетки не сме никој да манипулира додека не се потпише, не се согласи сопственикот на јајните клетки. Што може да се случи? Мала држава сме. Ако излезат од контрола работите. Ете така, што и тука ќе се случат инцестуални односи на генерации кои што треба да дојдат, кои што веќе од првите донации се веќе стигнате во некоја репродуктивна возраст, тука да појаснам повеќе околу донациите, пошто тука е насочен тој национален регистар кој што кај нас го нема. Дигитален национален регистар како што го имаат сите европски земји, каде што е дозволена донацијата, како што е соседна Бугарија, има тоа веќе повеќе од деценија го има тој дигитален национален регистар, во кој што влегуваат сите инвитро центри, значи сите што имаат дозвола од државата да работат со инвитро и каде што се гледа секој донор, значи под одреден број со заштитени лични податоци, дали донирал претходно и каде донирал и на кого донирал. Значи по нашиот закон донација на јајни клетки може да прави една жена до 2 пара или до 2 живородени деца. Значи тоа е правилото. Но сега што се случува? При Министерството за здравство има комисија која што тоа го дозволува дека таа жена треба да донира на тој пар. Но доаѓа нова власт, доаѓа нова комисија и они немаат евиденција за тоа дека таа истата донорка пред 2 години донирала на еден пар, пред 4 години на друг пар и може една иста донорка да донира на повеќе од 10 пара и тогаш правиме проблем. Голем проблем, пошто ова е мала земја каде што генерации наназад заради нашата ксенофобичност не се мешаме со другите народи во нашава територија, во нашава држава што живеат, заради тоа што имаме верски и национални разлики меѓу себе, но биолошки се уништуваме. И двата народа, и трите народа, значи и сите народи и сите заедници кои што живеат тука, заради тоа што на тој начин доаѓа до дупликација на гени кои што носат одредени ризични моногенетски заболувања и она што некогаш било исчезнато може повторно да се вратат болестите назад. Генетските болести назад. Истото тој проблем може да се направи со донацијата, неконтролираната донација на донорки од банка кога се работи, тоа се банки европски, поточно пак ќе речам, пак ја спомнам тука Украина, заради тоа што некако е станата светски центар за третмани при репродуктивната медицина, тогаш има точна контрола. Тоа се под критериумите на ЕШРЕ тие таа контрола, значи тука не може да се промаши, но тоа е скапа процедура, мачна процедура и знаат некогаш и некои парови да си донесат свој донор. За тие донори е потребен национален регистар, заради тоа што неколку пати барем јас лично во мојата 10 годишна кариера со инвитро, сум грубо ке звучи тоа, сум фатила пациентка која што била донорка и претходно пред неколку месеци во друга клиника без да ни каже, на друг пар. Значи ние сме го спречиле процесот, заради тоа што случајно сме се посомневале за вакво и сме се распрашале само иницијативно и сме го откриле тоа. Значи такви може да има многу. Значи, а кога има дигитален регистар за тоа, тогаш се влегува и тука нема веќе манипулација. Значи алармо треба да се вклучи системот тука да ги реши. Апсолутно овие работи. Констатираме дека националниот регистар е од суштинско значење, дека е многу неопходен. Да, пред кратко бевме сведоци, пред одреден период бевме сведоци на еден проблем кој што настана од Данската банка, каде што излезе еден донор кој што носеше во себе, сега да не погрешам, носеше ген кој што може да предизвика одреден карцином, и каде што од таа банка земаат многу земји и најголемиот проблем беше во распространетоста на тој семеен материјал низ државите и низ Европа. Затоа што на европско ниво многу се говори за ограничување на
на семејствата, всушност во колку семејства може да се донира, пошто таму ги рачунат како семејства. И тука беше најголемиот проблем затоа што имаше многу во Шпанија, имаше многу во Белгија и беа надминати тие лимити каде што може да се и всушност така настана тој голем проблем да во различни држави низ Европа може да имаат деца кои што веќе беа позитивни и деца кои што веќе беа починати од тие Од тој тој Добро, а класична банка на сперма располагате ли со такво нешто? Еве доаѓа жена и вели сакам јас дете со плави очи, со плава коса. Да, сепак ние соработуваме со европските банки каде што ги има овие карактеристики, каде што по правило треба да бидат испитани од одредени генетски заболувања што се чести во Европа, покрај оние базични генетски испитувања како кариотип, една добра анамнеза фамилиарна, значи банките стојат позади тоа, банките се одговорни за своите донори што ги даваат, што ги носат и таму има, токму така има со плави очи и сега ние ги советуваме да бираат со карактеристики слични на нив, нели нормално, да не биде различно вакво детето, премногу различно од нив, но секако самиот пар си одбира или самата жена одбира сама што сака, ние не можеме да бираме за... Да, сите би сакале со плави очи и со плави коси. Така, да. Добро, ми дојде интересен фактот, ние сме мала држава, малку народ со етнички и културни поделби, живееме поделено, изолирано меѓу себе. Што би се случило ако вака продолжиме во иднина, што не очекува? Јас тоа го Не ги кажувам- мешаме гените, Да, јас не тоа го сакаме да кажувам се и на мешаме. пациентите што ми доаѓаат од различна националност и вероисповест, дека сами себе биолошки ќе се уништиме. Дека нели затоа овој народ е убав заради тоа што како што би рекли Се мешал старите со години. се мешал со години, многу војски прошле, така да се размешал, имало свежа вода, доток, а сега со оваа нели затвореност наша, секој во својата заедница, стануваме едно генетско мочуриште каде што нема доток на нели на свежа вода. Биолошки како доктор ќе кажам дека треба да се измешаме, нели. Не сакам некого да навредам со тоа, некакви чувства да навредам со тоа, но јас чисто од биолошки аспект сметам дека треба да се измешаме за да малце подобри ни бидат гените. На сите народи што живеат тука, по ова мало парче. Без разлика и на религиозна определба. Без разлика, од чисто биолошки аспект го кажувам тоа. Дека може би за 2 или 3 генерации ние вистински ќе се соочиме со проблем, не само затоа што кога имаме пренесување со овој како пример ќе го дадам што е често во арапска и арапските народи, каде што има мешање меѓу братучеди, нели. Самата природа, самата ДНК вели нема да се размножувате повеќе заради тоа што има многу моногенетски болести што понатака не треба да создадат живот. И најчесто тоа се појавува како последица на тоа предвремената менопауза кај девојчињата. Значи, тука природата кажува, нема понатака да се размножуваат девојче, заради тоа што претходно неколку генерации роднини биле меѓу себе и нема таа ДНК на таа јајна клетка да даде здрав пород и едноставно самиот јајник не дозволува понатака да се размножува. За 2-3 генерации, да не бидам сега нели да не предвидувам, пошто е шпекулација, тоа можеби не е точна информација, но можеби за неколку генерации ќе се соочиме и ние на ова мало парче земја со истиот проблем. Можеби и се соочуваме. Не знам, никој не се бави со тоа подетално, нели на генетско ниво, можеби и се соочуваме со тој проблем. Што ќе им препорачате на жените и на паровите во овој контекст? Во овој контекст, пред се добра информација. Да, навремената информација, да се излезат од тие рамки на стигмата. Како што кажавме, ние сме тука како група на поддршка, која што веќе и сме препознани како такви. Достапни сме, имаме социјални медиуми, имаме Вибер група каде што може да не најдат и каде што може навистина да добијат точни информации. Да помогнете. Да помогнеме затоа што доста често соработуваме со стручни лица и ги имаме оние вистински информации кои што се, па и добивме и признание од Сдруженијето на ембриолози за за онаа работа која што работиме и која што нас навистина ни е важна за луѓето да ги имаат оние вистински информации кои што ќе донесат информирани избори во идеја. Да, како лекар?
Јас исто така велам дека стоиме на располагање со бесплатни консултации за секоја млада девојка или млад маж или млад пар да дојде да се консултира и не мора да се обидуваат да имаат деца, туку да знаат до каде се, нели? Тоа го кажуваме тоа секогаш го вакво и кај нас се стои дека консултациите ни се бесплатни. Токму заради тоа да допреме до нели широка популација за да можат навремено да се информираат. Но сепак ние не сме толку моќни нели за да тоа го популаризираме. Ние како клиника, нели они како здружение се помагаме колку што можеме меѓу себе, но сепак би било добро кога некој од институциите ќе превземе таа улога. Така е, дефинитивно. Ви благодарам на разговорот. Благодариме на гостувањето.